Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Во оваа подкаст епизода ќе зборувам за тоа зошто заедницата е важна при учењето на јазикот. Човекот по природа е социјално битие, односно суштество. Да може да се развива, потребно му е да биде во контакт со другите социјални битија. Да, несомнено е дека човекот може и сам да живее и да опстане, но дали ни е целта да бидеме во овој живот и на оваа планета само да опстанеме или да се развиваме секој ден? Верувам дека и тебе ти е целта секој ден да бидеш подобра од вчера. Доколку го слушаш овој подкаст, сигурно сакаш подобро да го научиш македонскиот јазик. Сигурно сакаш подобро да го зборуваш јазикот. Сега ќе ти откријам тајната. Дека твојот напредок се крие токму во заедницата. Не велам дека не е возможно, дека не е можно самостојно и без помош да научиш да го зборуваш македонскиот јазик. Но прашањето е колку тоа ќе трае. И дали ќе имаш мотивација и трпеливост после месец дена. Јазикот по природа е социјална вештина. И да може убаво да го научиме и да го користиме, да го зборуваме, напросто ни треба некој за размена. Ни требаат некои луѓе, ни треба некоја група, некоја заедница. Наречи го тоа со своји зборови како сакаш. Но мислам дека ја разбираш суштината која сакам да ја пренесам. Зошто ова го споменувам? Бидејќи го гледам многу често. Не само при усовршувањето и учењето на македонскиот јазик, туку и при желбата за усовршување на некој друг странски јазик. Едноставно луѓето сметаат дека е непотребно да се фрлаат пари, така да се изразам, некому да се даваат пари да се научи јазикот да го зборуваат. И ова може да биде до едно ниво. Но кога ќе стасаат до следното ниво и кога ќе видат дека нема никакво вајде од тоа што мислеле и се обидувале да го научат јазикот сами, бараат помош. И тоа е сосема во ред. Јас прва го поддржувам тоа. Барам помош кога ми е потребна. Не можам да кажам дека од секогаш сум барала помош. И јас сум била една од тие луѓе кои сметале дека можат сами да научат нешто или да усовршат некоја вештина. Еве ќе ти дадам еден пример. Кога сакав да научам течно и правилно да го зборувам српскиот јазик, си велев дека воопшто не ми е потребна помош. Само ќе слушам многу содржини на српски јазик и тоа ќе ми биде доволно да го зборувам јазикот. Но воопшто не беше така. Научив правилно и точно да го говорам јазикот кога побарав помош. Исто така имав еден ученик кој сам го научил македонскиот јазик до тој степен да го зборува. И кога зборувавме заедно, тој не правеше големи грешки при зборувањето, но сепак грешките постоеа и самиот беше свесен за помошта која му е потребна. Помошта е потребна, кога е потребна треба и да се бара. И тоа сакам да го кажам на оваа тема. Во продолжение на подкаст епизодава ти укажувам на една од грешките која често ја споменувам, тоа е самостојно учење на јазикот без поддршка. Всушност за недостатокот на заедницата при изучување на јазикот, сметам дека повеќе ти представува отежнувачка околност отколку грешка. Што се случува кога јазикот го учиш самостојно? Поспоро напредуваш, не можеш лесно да ги воочиш грешките, брзо губиш мотивација за учење на јазикот, тешко ти паѓа повторно да се вратиш на учењето, ти треба повторна мотивација да се вратиш на учењето и мислиш дека само ти ги правиш тие грешки.
Но сакам да ти направам една паралела со наведеното и што се случува кога ќе бидеш дел од заедницата во која сите имаат иста цел, а тоа е подобро зборување на македонскиот јазик. Она што ќе се случи е дека побрзо ќе напредуваш. Тоа е неминовно. Кога сме дел од некоја заедница, едноставно таа атмосфера те поведува и твојот напредок е гарантиран. Полесно ќе ги воочиш грешките, своите грешки, но и грешките на другите ученици. Тоа е предноста на заедницата. Освен што сме свесни и сакам да ги исправиме своите грешки, ние можеме да ги видиме и грешките кои тие ги прават, односно другите учесници во заедницата, и да воочиме некои грешки за кои не сме свесни дека ги правиме. Например, ако не знаеме некој збор како се изговара, како правилно се пишува, дали 2-3 збора се пишуваат слеано или не, дали се работи за акцентска целина, како правилно се акцентира зборот или зборовите, нема да губиш мотивација за учењето на јазикот кога си дел од заедницата. Може би ќе изгубиш мотивација, но едноставно заедницата ќе те повлече и повторно ќе се вратиш. Немаш да се тераш да го учиш јазикот така да се изразам. Во моментот читам една многу занимлива книга која се вика Willpower Doesn't Work од Бенџамин Хардив, или на македонски, ако ја преведеме во буквална смисла би значила волјата не работи. Оригиналот е на англиски јазик. Не знам дали е преведена на македонски, се обидувам да најдем превод. До моментот на снимање на ова подкаст епизода тоа се нема случено. Сега запонатаму не знам дали некој ќе се обиди да ја преведе и лекторира истата. Оно што сакам да кажам е дека Бенџамин во книгата потенцира колку големо влијание има заедницата на нашето однесување и на нашите одлуки. Едноставно, кога сме дел од некоја заедница, ние подсвесно така се однесуваме. Тука волјата не работи. Нема голема функција, според него. Па така вели дека доколку бидеме дел од заедницата, ние многу побрзо ќе ги усавршиме нештата. Нема да бидеме препуштени на нашата волја, дали во моментот ни се работи таа активност или не. Ке знаеш дека не си единствена која прави грешки при зборувањето на јазикот. Секој прави грешки. Само прашањето е колку сме строги кон себе во врска со тоа. Постојат луѓе кои се индиферентни кога прават грешките и воопшто немаат грижа на совест. Но знам дека ти не си од тие луѓе, бидејќи го слушаш подкастот. Што се однесува за грешките, немој да бидеш строга кон себе. Грешките се тука да те известат. Каде треба повеќе внимание да обрнеш следниот пат. И кога ќе видиш дека другите луѓе кои се на истиот пат прават грешки, кои ти ги правиш, ќе ти биде полесно. Го знам тоа. За тоа заедницата служи. Да си помогнеме едни на други. Заедницата ти служи да го одржиш еланот да го учиш јазикот постојано. Кога си дел од заедницата, таа неприметно те турка напред. Па така, кога си сама и брзо губиш елан за напредок, тука ќе ти биде заедницата како твоја потпора, поддршка. Еланот нема да не достига. Кога ќе го видиш и почувствуваш напредокот, ќе сакаш уште повеќе да учествуваш и да бидеш дел од дружината. Во ова подкаст епизода ти представив што добиваш кога го учиш македонскиот јазик како дел од заедницата. А доколку сакаш јас да ти помогнам на патот со леснотија да го зборуваш македонскиот јазик, кликни на линкот кој се наоѓа во описот на оваа епизода и закажи ја твојата прва бесплатна консултација. Се радувам да те запознавам и те поздравувам до следното слушање.